Виница. Добро вечер, драги мои виничани. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер за победничка Виница. Победуваме. Уште 9-10 дена до крајот на кампањата, а потоа следи историска победа. Победа за оние кои што работат и создаваат, за оние кои ветуваат и исполнуваат. Победа за оние кои се борат и се грижат за собствениот народ, за собствените граѓани. Победа за оние кои ја јакнат економијата, носат инвеститори и отвараат работни места. Победа за оние кои што им помагаат на земјоделците во државата. Победа за оние што прават реформи во сите сфери за подобрување на животот на граѓаните. Победа за оние кои што ја водат земјата кон НАТО и ЕУ. Победа за ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. Победа за Република Македонија. Драги пријатели, истовремено 11 декември ќе биде денот кога СДСМ ќе го прокнежи 10-тиот поред изборен пораз. Затоа што во изминатите години не научија дека овој народ бара елементарна почит, дека не сака да биде лажен, не сака да биде измамуван, дека сака дадениот збор да биде исполнет, дека сака почит и дека сака партија на власт и премиер кој смета на него, кој очекува тој народ да го донеси на власт, да му одговара на тој народ и да се грижи за државните и националните интереси на Република Македонија. Заради овие причини, СДСМ ќе доживее 10-ти поред пораз од мнозинството граѓани на Република Македонија. Драги пријатели, слушам дека последно што е од СДСМ, дека веќе престанале да ги убедуваат нивните членови дека ќе победат. Веќе членовите на СДСМ го сваќаат тоа, па некако и раководството не им оди веќе да си ги лажат така своите. Сега имаат една најнова теорија до нивните членови. Не се сикирајте, нема да победиме, ама нема многу да изгубиме. Ќе изгубиме со 7-8 пратеници и ќе влеземе во една широка коалиција во владата. Значи, глеdaa дека членството им е на почеток на една депресивна состојба, после се што се случуваше во овие 2,5 години, после хаосот што го направија во земјата, после што сите граѓани ги направија заложници на нивните деструктивни политики, вклучувајќи ги и нивните членови, сега се обидуваат барем да ги задржат да не пропадат во тотална депресија уште на 10 дена пред изборите, продавајќи им приказната дека ќе изгубат, ама не многу, 7-8 пратеници и дека ќе станат дел од една широка коалиција. Исто така паралелно се обидуваат да ги убедат странците дека тоа е добро да ги подржат во правење на една широка коалиција и обидувањето кон странците оди во правец дека тоа е добро, демек ќе можеле полесно да ја притиснат владата за грчкиот проблем со името, ако они се внатре во владата. Замислете со што се занимаваат. Наместо да гледаат да се доближат до народот, да го слушнат нивниот глас. Ако досега не го слушнале, ако досега давале нереални ветувања, сега барем ова е шанса кампањата да бидат поблиску до граѓаните, да видат што тие очекуваат и да им понудат нешто реално. Не, пак со народот немаат работа, важејќи си го членството за тоа, паралелно ги подбуцнуваат и некои други надворешни структури, дека ако они бидат во владата, ќе помогнат многу за некои притисоци да биле завршени како што можеби некој посакува. Јас сакам да им порачам од овој митинг. Прво, разликата нема да биде 7-8 пратеници, туку ќе биде огромна. Значи да не спијат на тоа уло, дека овој народ ќе дозволи разлика од 7-8 пратеници. Тоа ќе биде една огромна победа,
после која што ќе им биде срам да спомнат за широка коалиција. Значи да помислат ќе им биде срам, а камоли да седнат да разговараат. И нашиот народ тоа нема да им го дозволи, ни на нив, ни на некои други. Ќе имаме победа, ќе имаме подршка, која што ќе осигури со 63 пратеници дека Македонија излегува од кризата, дека СДСМ нема веќе да има простор да може да ровари, да може и понатаму да прави хаоси во земјата, деструкции, со кои што ќе ја влечи земјата назад, ќе го успорува развојот, се со цел оваа политичка гарнитура на чело со Заев да дојде на власт. Второ, што исто така треба да го знаат, е дека широка коалиција на овој народ не му треба. Дури и да има исти број на гласови, што нема да се случи, но еве кога би замислиле дека би имало исти број на гласови, која е логиката сите да влезат во владата? Тогаш зошто се изборите? Така што, драги пријатели, нека си фантазираат они, нека си ги лажат своите членови, нека си се подважуваат со некој од надвор, ние да си ја завршиме нашата работа. Народот да си ја заврши неговата работа. А неговата работа е да обезбеди дека Македонија ќе излезе од кризата, со тоа што ќе обезбеди 63 места во парламентот за ВМРО, ДПМН и коалицијата. СДСМ нека си продолжи да ги вади од почетна депресија неговите членови, ги разбираме, тоа е нивна работа, нека си се лажат меѓу нив, разликата ќе биде огромна, но многу е важно да биде со 63 места во парламентот. Без 63 места во парламентот, пак ќе имаат некоја надеж дека може нешто да направат, да повлечат надолу, да изманипулираат нешто, да ја продолжат кризата. Не. На овој народ не му треба продолжување на кризата, на хаосот што го создаде СДСМ. На овој народ му треба завршување на кризата и стабилна влада. Драги пријатели, исто така гледам деновиве дека Државната изборна комисија го објави конечниот, најконечниот изборен список. Значи последно, затварање на изборниот список, во кој што гледаме дека не само што не се намалија бројот на гласачи, што ќе гласаат на овие избори, споредено со преходните во 2014. Туку бројот на гласачи се зголеми за околу 5000 гласачи. Каде се сега фантомите за кои што цела една година СДСМ ги лажеше сите граѓани на Република Македонија? Се сеќавате, од ноември минатата година си ја фатија работата за да обезбеда дека јануари, февруари ќе успеат да ги одложат изборите, си ја фатија уште од ноември дека гласачкиот список не е прочистен, дека има многу фантомски гласачи и дека тие фантомски гласачи се всушност луѓе што не постојат, а некој ќе гласа наместо нив и така ВМРО ќе обезбедува победата, односно така веќе ги обезбедувало до сегашните победи, вклучувајќи она во 2014 и сега ќе обезбедува и на новите избори ќе обезбедува ВМРО победа со не знам 500.000 фантомски гласачи, како што говореа, па едно време намалија на 300.000, па намалија на 170.000 фантомски гласачи, така постепено, да не биде шокот одеднаш, па намалија на 90.000, па еден скок на 30.000, па тука ги снема едно време и сега излезе Државната изборна комисија, каде што тие имаат доминација, нивната политичка партија има доминација, ама луѓето што да направат, тоа е тоа. И излезе дека конечниот список, не само што не се намали, се зголеми за уште 5000 гласачи. Да им се заблагодарам, што пред целата јавност покажа како знаат да си го лажат сопствениот народ. Ги лажија и нивните членови, ги лажија и нашите членови, и неутралните, и оние кои не се членови на партии, и сите граѓани на Република Македонија. Ја лажија и меѓународната заедница, пошто знам со каков ентузијазам неколку амбасадори доаѓаа кај мене, цврсто убедени дека има 500.000 фантомски гласачи, сати и сати ми одзимаа во канцеларија,
со какви не закани кон државата, дека не знам што се ќе се случи со државата, ако не дозволиме уште едно пребројување на избирачкиот список, па откако тоа едно се заврши и СДСМ беа незадоволни, ајде уште едно да удриме пребројување, бидејќи СДСМ викаат методологијата на првото не била добра, а методологијата е избор СДСМ. Па им викаме, бе, луѓе, СДСМ е избор методологијата. Не знаеме кој е избрал, ама сакаме уште еднаш да се преброи. Ајде уште еднаш нека се преброи. Се преброја уште еднаш, излегува 5000 луѓе повеќе дека треба да гласаат. Како сега овој народ да верува на СДСМ после толку многу лаги? Не само за ова, за многу други работи. За многу, ги знаете сите, да не ги редам. После толку многу лаги и оваа мега лага, која траеше 12 месеци, цела една година не лажат, всушност не 12 месеци, не лажат уште од 2014 година, кога завршија изборите, од 19 часот вечерта, кога Зоран Заев одржа прес и кажа дека изборите не биле фер и дека имало многу фантомски гласачи кои гласале и затоа загубил СДСМ. Тогаш беат 100.000, после ги качија на 500.000. Таа вечер 100 или 150, не се сеќавам. Беа па нешто спалуваше на 100, па на 30 и така. Како што лажат за фантомските гласачи, така лажат и за многу други работи кои што ги ветуваат во оваа кампања. Драги пријатели, јас ќе му порачам на Заев дека може да лаже колку сака. Само треба да најде некој да му верува. А такви луѓе во Македонија се помалку и многу малку. Има уште по некој, ама уште се помалку и многу малку. Еве гледам сега една од најновите лаги што ја извади е дека ќе враќале 15% од ДДВ-то и со тоа на секое семејство ќе му обезбеделе годишно плюс 500 евра. Првите 5-6 дена не го зимавме за сериозно, после гледаме се залауфа човекот со таа идеја. Ај викаме да удриме една математика, дали излегува така. Излезе дека секој човек треба да троши месечно, секој месец, цела година, по 2000 евра, најмалку 2000, зависни дали на 18 или 5% ДДВ, некаде ќе излезе и 2500, за да на крајот на годината добие 500 евра поврат. Па кој овдека во Виница троши по 2-2.500 секој месец, цела година? Има ли такви у градов? Има ли во колку са во Македонија што по 2.500 евра трошат? Освен можеби Вицето и брат му, Заев. Со кого тој се поигрува? Па толку ли народот го поценува? Толку ли мисли дека овој народ не разбира? И дека нема да се пресмета, да види што тој зборува? Драги пријатели, тој гледам сега е многу среќен што албанската диаспора го прогласи за Месија и Спасител. Бидејќи тој преходно се прогласуваше за Спасител на Македонија, нели дека Господ го црпнал од нива и го донел во Скопје да ја спасува Македонија. Така кажа, нели го чувме сите. Не е нешто дека јас го измислувам. Сега гледам албанската диаспора го потврдува тоа и вика навистина бил спасител. Јас да ви кажем една работа. Заев не е ни спасител, ниту од Господ црпнат. Заев е само еден обичен измамник и ништо повеќе. Какви што имало многу во Македонија низ годините и низ вековите. Овој народ поминал многу такви измамници. Ке го поминеме и него. И еден ден, може би само ќе се смееме на неговите лаги, но со така ќе жалиме за годините што ги изгубивме за овие 2,5 години во стагнација, во назадување, колку што можеше да назади. Ние влечевме напред, тој влечеше назад. Ние се боревме со сета сила да донесеме компании, да се отворат нови работни места. Тој како да ни беше како камен на врат, што не влечи назад или надолу. Ние трчаме да ја повлечиме земјата назад, некој не влечи на назад. Тоа беше Зоран Заев. И тоа се почувствува во овие 2,5 години. Иако, можам да кажам дека и во една таква ситуација извлековме максимум. Во една таква кризна, хаотична состојба што тој ја создаде. Успеавме само во овие 2,5 години да отвориме 39.000 нови работни места.
од вкупно отворени 160.000 нови работни места во последните 10 години. Само во овие 2,5 години 39.000 нови работни места. Невработеноста се намали од 38,7 на 24%. Успеавме исто така да им помагаме и на земјоделците со по 140-150 милиони евра годишно субвенции и во најтешки времиња. Со системот на давање средства 50-50 да може да купа трактори и механизација. Успеавме да донесеме 2 милиарди и 600 милиони евра странски директни инвестиции. Во најтешко време да обезбедиме кредитни линии во вкупна вредност од 350 милиони евра по каматна стапка од 5,5% за македонските фирми да ја преживеат и светската криза, и европската криза, и домашната политичка криза. Изградивме и реконструиравме 510 километри регионална патна мрежа и над 750 километри локална патна мрежа, односно локални патишта. Ги зголемивме пензиите на пензионерите за 70% просечната пензија, а над 90% минималната пензија. Ги реализиравме и проектите за бајнско-климатска рекреација на пензионерите. Бесплатен туристички викенд за пензионери. Воведовме минимална плата испод која не смее да се дава плата во Македонија. На почеток 8.050, постепено растеше, а во наредните години ќе продолжи да расти и до 2020 ќе дојде до 14.000 денари. Понатаму го извршивме тоа што го ветивме, го исполнивме ветувањето дека ќе направиме еднократен отпис на долгови. На 15.000 семејства им се отпишаа долгови во вкупна вредност од 30 милиони евра на најсиромашните и на оние што се најранливи. Понатаму продолживме со намалување на цената на лековите. 4.700 лекови цената им се намали. 10 пати намалувавме цени на лекови. Се сеќава некој од вас во време на СДСМ да се намалувале цени на лекови? Нема такво нешто. Само се зголемуваа. Прв пат, откако дојде ВМРО, цените на лековите се намалуваат. И сега, после 10 пати намалување, имаме секоја година заштеда на граѓаните од 33 милиони евра за лекови. Значи, наместо во джебовите на финансиските олигархи и фармацевските олигархи на СДСМ, парите сега остануваат во джебовите на македонските граѓани 33 милиони евра. Понатаму, направивме и многу работи во енергетиката за подобрување на македонскиот електропреносен систем. Опремивме, изградивме, реконструиравме и ревитализиравме далеководи со должина поголема од 250 километри со вредност од над 50 милиони евра. Но многу други работи ги планираме да ги направиме во новата програма. Во неа предвидуваме со новите мерки отворање на нови 70.000 работни места во Македонија за 4 години. Невработеноста ќе се сведи од 24 на некаде меѓу 17 и 18%. Предвидуваме нови 600 милиони евра во 4 години за македонските земјоделци и за руралниот развој. Предвидуваме исто така, оние 50-50 за трактори и механизација да станат 60-40, 60 државата, 40 земјоделецот. Предвидуваме и субвенции од 6.000 денари по хектар за подигање на насади со брзо растечки плантажни дрва. За подобро наводнување предвидуваме и чистење на најмалку 100 километри канали за наводнување на земјоделските површини годишно. Предвидуваме платите во јавниот сектор во 4 години да пораснат за над 10,25%. И пензиите исто така во 4 години да пораснат за 10,25%, плюс ова сега зголемување што ќе биде меѓу 1 и 5 декември за ноемвриската пензија која што ќе ја добијат со 5% зголемување. Ветуваме исто така дека најголемиот дел од македонските села ќе влезат во проектот рурални развојни зони. Овде во Виница, практично сите села во Виница, во општина Виница, ќе имаат статус на рурално развојни зони. Односно, секој што ќе инвестира во било кое село во општината Виница, независно дали е странец или од Македонија, диаспора или слично, ќе биде во првите 5, ако тоа инвестиција почне во првите 5 години. Откако ќе се донесе законот, тоа ќе биде некаде во февруар-март.
Потоа, ќе добие привилегии 10 години 100% ослободување од плаќање на персонален данок, 100% ослободување од плаќање на данок на добивка, 50% ослободување од придонеси за здравство и пензиско и со 10% државата ќе учествува во неговата инвестиција, во градбата на фабриката или во купување на машините и опремата. Сите помали населени места, под 10.000 жители, како и сите села, речиси сите села во Македонија, ќе имаат оваа можност. Предвидуваме исто така да се заврши градбата на 3 автопати, вклучувајќи го и автопатот од Скопје до Штип, а за неколку месеци од сега ќе започне градбата на експресниот пат од Штип до Кочани, што практично без малку целиот пат на Виничани до Скопје ќе биде или по експресен пат 4 ленти или по автопат 6 ленти. Дали некој тоа го помислувал пред известен број години? Покрај тоа ќе се изградат уште 5 други експресни патишта во Македонија со 4 ленти и уште 2 други автопати, кои што исто така ќе ги користат сите граѓани на Македонија. Предвидуваме изградба и реконструкција на локалната патна мрежа, во што ќе се инвестираат 30 милиони евра во локални патишта во Македонија. Имаме и проект наречен Од град во село за нов почеток. Во овој проект се нуди финансиска помош при градба или купување на куќа во село до 6.000 евра, плюс во првите 18 месеци грант од државата секој месец по 15.000 денари за семејството, за да може да има за почеток средства додека да го започне својот земјоделски бизнис. Ако го започне во делот на садење, тогаш 80% покривање на систем капка по капка, ако е поврзано со одгледување добиток, 80% покривање на трошоците за набавка на високо приносен добиток, плюс давање на земјиште за пасиште или пак давање во првиот случај на земјиште за садење. Ке се отвора 140 нови детски градинки низ Македонија. Ке се субвенционира грејењето на пелети, за да се подобри екологијата, но и да се подобри воздухот во домовите на луѓето кои се греат на дрва. Затоа што грејењето на дрва создава PM честички многу повеќе отколку грејењето со пелети. Ке се намали и ДДВ-то за опрема за пелети, за печки и за самите пелети. Предвидуваме и градба на најголемиот дел од националниот гасоводен прстен. Предвидуваме исто така преку 70 водоводни и канализацијски мрежи во Македонија да се изградат за време на 4 годишниот мандат во вредност од 59 милиони евра. Тука во Виница се направија доста работи. Се реконструираше регионалниот пат Кочани-Виница. 12 милиони денари, како и патот од Превалец до мост Брегалница. Реконструиравме повеќе локални патишта во Виничко, преку кои патот Грлени, Мала, Маринци, Свети Спас, Пеклани, Драго Браште, Мала, Маринци, регионален 527 до Липец, Осојница, локален пат за Виничка Кршва со вкупна вредност од 54 милиони денари. Ги осветливме клучките исти бања на регионалниот пат Кочани-Виница. Изградивме улици и атмосферска канализација во Виница во вредност од околу 700.000 евра и набавивме 2 возила за смет вредни 140.000 евра. Направивме реконструкција на дел од водоводната мрежа во Виница за околу 160.000 евра. Реконструиравме и дел од водоводната мрежа во населеното место Блатец за околу 120.000 евра. Реконструиравме повеќе основни и средни училишта во Виница, меѓу кои што и Славчо Стоименски, Гоце Делчев во Градец, средното училиште Ванчо Прке и така натаму. Отворивме дневен центар за возрастни лица, дневен центар за лица со посебни потреби, како и народна кујна за најранливите категории. А го реновиравме и центарот за вработување, како и опремивме центарот за социјална работа. Отворивме и нова градинка во Исти Бања, која е во состав на детската градинка Гоце Делчев, а отворивме и градинка во населеното место Трсино. Се спроведе проектот Наш специјалист, за да зголемиме достапноста на специјалистичките услуги поблиску до местото на живење на пациентите. Преку проектот Рурален доктор во Виница се посетуваат населените места
Грдljani, Калиманци, Винничка кршва, Црн камен, Драго браште, Крушево Лаки и Липец. Изградивме 2 нови тениски терена во основното училиште Гоце Делчев. Повеќе наменско малско игралиште во дворот на Гоце Делчев во Исти Бања, се донираше и спортска опрема и реквизити за децата од социјално ранливите категории. Во овој период, покрај ова, се спроведува и многу проекти за зголемување на вработеноста. Се привлекува инвеститори, некои од нив се проширија, некои од нив дојдоа затоа што Македонија стана земја во која што е добро, има добра бизнис клима за правење бизнис. Драги пријатели, во наредниот период се предвидува почеток со градба на браната на Оризарска река. Таму веќе се пробива патот и се прави патот до местото кај што треба да се гради Оризарска река. Со придружни објекти и акумулација, како и пристапен пат до браната кој што е при крај. Со реализацијата на овој проект ќе се овозможи наводнување на 1500 хектари нови површини земјоделско земјиште и тоа е инвестиција вредна 33 милиони евра. Продолжуваме со втората фаза од изградбата на водоводната мрежа во Виница, која инвестиција е преку 200.000 евра. Ветуваме реконструкција на регионалните патишта Виница, кај Пекванска река до Бигова, Карбинци, Зрновци, Виница и Берово Виница, инвестиција од над 2 милиони евра реконструкција на овие патишта. Од вокалните патишта ќе се реконструираат патот Виница-Јакимово, Виница-Градец, регионален 336 Лески и прв дел од Горна Осојница-Блатец. Предвидуваме изградба на 39 станови за лица со социјален ризик и други ранливи категории, инвестиција од 57 милиони денари. Со цел подобрување на условите за инвестирање, ќе продолжиме со активностите за доградба и активирање на ТИРЗ Виница, како погодно тво за отворање на нови фабрики. Планираме и отпочнување на изградба на магистрален гасовод преку Штип, кај Врашково, Кочани, Виница, Развовци, во должина од 66 километри. Со ова, Виница ќе добие гасовод и природен газ, донесен преку цевковод, преку гасовод. Ова инвестиција ќе вреди околу 19 милиони евра. Гасоводот ќе дојде и во домовите, но ќе дојде и во компаниите да ги намали нивните трошоци. Во Виница планираме отворање на детска градинка во насока на зголемување на капацитетите за згрижување на деца од предучилишна возраст. Планираме изградба на 2 спортски сали во основните училишта Гоце Делчев и Славчо Стојменски. Ке извршиме и санација на санитарните јазли во Гоце Делчев училиштето. Во Виница предвидуваме и градба на едно повеќенаменско игралиште и 2 баскет игралишта. Значително ќе се намали цената за продажба на градежното земјиште со намена Г, стопански производни објекти, на кои фирмите имаат користничко право. До сега 245 денари по метар квадратен, ќе бидат 70 денари по метар квадратен. Драги пријатели, затоа верувам, има уште многу вакви проекти во програмата. Верувам дека ќе ја добиете или дека сте ја добиле, ја има и на интернет, на порталите, со едно кликнување може да се отвори и да се прочита. Ви прочитав само дел од работите, ви ги кажав, поважните, или пак еден дел од нив. Но, она што е најважно е дека кога ние правиме програма, многу добро се пресметуваме таа да е реална и да е остварлива. Затоа што ние не сакаме да ви ветиме нешто колку да се вети, да се поминат изборите. Ние сакаме со чист образ да дојдеме и понатаму тука и да ги реализираме нашите ветувања, како што ги реализиравме во минатите години. И затоа нашата програма се вика реално. Затоа што е реална и затоа што е многу различна од оној памфлет кој го извади СДСМ, наречен план за живот, во кој што, драги пријатели, самиот Зоран Заев низ митинзите, држејќи го и покажувајќи го, кажува дека ќе донеле многу инвестиции. Па почитувани виничани, тој е 11,5 години градоначалник, властодржец во општина Струмица. Тој не е непознат во политиката, па и сега да видиме што ќе направи.
Тој 11,5 години држи власт во општината Струмица. Прогласи едно земјиште таму во Струмица за индустријска зона и кажа ќе се вработеле 6.000 луѓе во таа зона. Поминаа повеќе години, земјиштето стои, ни трага, ни глас од инвеститорите во неговата општина. Значи тој во неговата општина не донесе една крупна инвестиција, а камоли да ви донесе на вас во Виница. Кој да му верува, драги пријатели? Зошто мисли дека така лесно може да го измами народот? Си го подценува собствениот народ. И затоа губи, и затоа ќе губи. Затоа што народот не сака да им вети се и се што. Сака да им ветиш реално, пресметано, остварливо, издржливо. Тогаш може би не са најсрекни затоа што не добиле се, но се задоволни затоа што знаат дека тоа е реално и ќе се исполни. Со нас сте на чисто. Ние кога ветуваме, исполнуваме. Заев кога ветува, не исполнува. Тоа го докаже и во Струмица, тоа го докажува и со недржењето до дадениот збор во многу наврати низ политичкиот живот во Македонија. Затоа велиме, на овие избори секој има две опции, две алтернативи. Едната сме ние, која што гради, создава, решава проблеми на граѓаните, се грижи, се труди да помогне. И помага, исполнува ветувања, држи до дадениот збор. Другата е она која што разградува, која што внесува деструкција, која што внесува хаос, која што се надева да дојде на власт без народна поддршка, туку некој однадвор да ја донел, која што си го подценува народот, која што од ракав секому му ветува што ќе стигне. Такви луѓе не ни требаат. Ни треба стабилна влада, стабилни и проверени политичари, уходани, кои си ја знаат својата работа и кои чекор по чекор ја прават Македонија економски посилна и посилна и ја водат на вистинскиот пат кон ЕУ и НАТО, кои се грижат за државните и национални интереси, кои не се согласуваат со барањата и јавно прокламираните ставови на Заев за виткање на кичма, за двојазичност на целата територија, за кантонизација или не знам што. Драги пријатели, го слушам дека најнова теорија му е дека јас сум го измислил тоа за кантонизација, за федерализација, јас сум го измислил тоа дека треба да се прошири рамковниот договор, јас сум го измислил тоа дека уставот ќе се менува, она што тој го збореше на телевизија. Го слушавме како кажува дека кога ќе дојде време, неќе ще да каже веднаш кога ќе ја добијам довербата од народот, ќе го смениме уставот. Тој кажа и слушаме секоја вечер како се повторува тоа што го кажа, дека рамковниот договор не е доволен, треба да се прошири, треба да се сушат границите, да се оди многу понатаму. Не кажав ја. Тој кажа исто и во неговата програма изнапишале 300 работи кои водат кон кантонизација, а кантони се држави во држави, мали државички во државата кои имаат меѓу другото и право на отцепување со референдум. Тоа ли ни треба сега на нас? Сите проблеми ги решивме, ги вработивме сите луѓе, се качи стандардот, земјоделците, најаки земјоделци во Европа, уште кантони да создадеме. Драги пријатели, да си останеме концентрирани на нашите напори за градење на Македонија, економски напредок, зајакнување на македонскиот земјоделец, растење на пензиите, на платите, на минималната плата, раст на економијата, отворање на нови работни места, носење на инвестиции, уште подобра бизнис клима, иако сме сега во првите 10 во светот, движење кон НАТО и Европската Унија, бранење на нашите државни и национални интереси, суверена, независна, унитарна Република Македонија. На 11 декември да им покажеме каква Македонија сака овој народ. Дека сака силна, економски, мокна, напредна Македонија. А не Македонија кантонска, не Македонија кај што ќе го менуваат уставот и ќе се редефинира. Да сте живи и здрави. Да живее Виница. Да живее ВМРО ДПМН. И коалицијата за подобра Македонија. Да живее Република Македонија. Благодарам.